Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Прва збирка од поуки, 11 глава. Мудроста на понизниот ја издигнува неговата глава и ќе го постави сред достоинственици. Не фали го човека поради неговата убавина, а и поради неговиот изглед не презирај го. Мала е пчелата меѓу крилестите суштества, но таа дава сладост, најсладка. Не фали се со својата скапоцена облека и не гордај се во денот на твојата слава. Прекрасни се Божите дела, иако се сокриени од луѓето. Многу владетели имало на земјата, многумина непознати добиле круна. Многумина силни биле понижени и славни луѓе паѓале под туѓа власт. Додека не испиташ, не обвинувај. Прво провери, па потоа укорувај. Не одговарај пред да изслушаш. Сред разговор не мешај се. Не препирај се за работи што не те засегаат. Во расправи меѓу грешници не мешај се. Синко, не зафаќај се со многу работи. При многу работи нема да останеш без вина. Колку и да брзаш, се нема да постигнеш и со бегање, нема да се спасиш. Некој се труди, се измачува и брза, а се повеќе заостанува. Некој е слаб, потреба има од помош. Сили нема и со неволји е затрупан. Но Господ со милост го гледа за негово добро. Го подига од неговата понизност, ја подигнува неговата глава, поради што многумина му се восхитуваат. Господовиот дар е за побожните. Божјата милост вечно ќе им помага. Некој се збогатува со грижи и штедење, тоа е дел од неговата награда. Некогаш тој ќе рече, најдов мир и сега ќе му се радувам на моето богатство. Но тој не знае колку време тоа ќе трае. Ќе дојде денот, кога сето тоа на други ќе го остави и ќе умре. Остани тврд во заветот твој, живеј во него. Во својата работа дочекај старост. На делата од грешникот не чуди се, верувај во Господа. Истрен биди во твојата работа. Лесно му е на Господа бргу и ненадејно да го збогати сиромавиот. Благословот од Господа, награда е за побожниот. Со благословот негов брзо успева тој. Не вели што уште ми треба и какви богатства од сега можам да очекувам. Не вели се имам доволно, па какво ли зло по ова може да ме снајде. Во време на добро, злото се заборава. Во време на зло, за добро не се зборува. Лесно му е на Господа во смртниот час да го награди човекот според делата негови. И најмалото страдање ги потиснува на сладите. Во смртниот час се откриваат делата на човекот. Додека е жив, за никого не вели дека е блажен. По децата своји се познава човекот. Не примај секого во домот свој. На лукавиот разновидни се примките. На горделивиот срцето е како е ребица во кафес, како шпион го следи твоето паѓање. Го извртува доброто во зло и на добрите им го оцрнува лицето.
Од една искра станува огниште полно со жар, а грешникот мисли да пролее крв. Пази се од злосторник, зашто тој зло замислува, да не те посрамоти за секогаш. Примиш ли туѓинец во домот свој, неволји ќе ти донесе, на твоите домашни туѓинец ќе те направи. Прва збирка од поуки, 12 глава. Кога правиш добро, знај кому му го правиш и ќе ти благодарат за твоите добрини. Прави му добро на побожниот и награден ќе бидеш, ако не од него, од Севишниот. Нема добро за оној кој постојано прави зло и за оној што милостина не дава. Давај му на побожниот, на грешникот не помагај. Прави му добро на понизниот, не давај му ништо на безбожниот. Леп не давај му, за да не стане посилен од тебе. Тој ќе ти плати за твоето добро со двојно зло. Севишниот ги отфрла грешниците и им се одмаздува на безбожниците. На добриот давај му, грешник не помагај. Пријателот во добро не се познава, а во злото непријателот не може да се сокрие. Кога ни е добро, непријателите се тажни, а кога сме во зло, и пријателите бегаат од нас. На непријателот не верувај му никогаш, зашто неговата злоба е слична на бакар покриен со патина. И кога е понизен, и кога наведнат оди, пази ја од него душата своја и ќе бидеш пред него како гледало чисто. Ќе видиш дека од отровната патина не е очистен докрај. Не ставај го до тебе, за да не те истурка и местото твое да го заземе. Не ставај го од твојата десна страна, за да не ти го земе твоето место. Најпосле ќе ги разбереш моите зборови. Со тага ќе си спомнуваш за поуките мои. Кој ќе се сожали над змијарот што змија го каснала и над оние што над зверови диви се приближуваат? И оној што со грешник се дружи, во неговите гребови учествува. Додека цврсто стоиш, тој не се открива, но кога еднаш ќе паднеш, веднаш ќе те нападне. На непријателот зборовите се сладки, а во срцето смислува в бездна да те турне. Во очите свој солзи ќе има, а кога ќе може, ни крв не го заситува. А ако те најде зло, тој таму е пред тебе и не баре да ти помага, нога ќе ти подметне. Ќе врти со глава, ќе крши раце, ќе негодува и ќе го менува лицето. Прва збирка од поуки, 13 глава. Кој катран допира, од него ќе се изволка. Кој со горделиви се дружи, ќе стане како нив. Не подигнувај тежина поголема од твоите сили и не другарувај со посилен и побогат од тебе. Што заедничко има меѓу грне и котел? Котелот ќе го турне и тоа ќе се скрши. Богатиот навредил и пак тој се заканува. Сиромавиот навреден и пак тој се моли. Ако си му од корист, тој ќе те користи. Кога пак осиромашиш, тој ќе те остави. Ако си богат, ќе живее со тебе, ќе те ограби и нема да те сожали. Кога си му потребен, тој ќе ти ласка, ќе ти се насмевнува и надеж ќе ти дава. Зборови сладки ќе ти зборува и ќе те прашува: ти треба ли нешто? Со гозбите своји, тој ќе те посрами се додека 3 пати не те ограби и најпосле не се подбие со тебе. А потоа, кога ќе те сретне и ќе бега од тебе, глава ќе свртува, кога ќе те види.
Внимавај да не бидеш измамен и понижен во твојата радост. Те кани ли силен, бегај од него и уште повеќе ќе те кани. Не натрапувај се, за да не бидеш отфрлен и не стој многу настрана, за да не те заборават. Не говори со него како со еднаков, не верувај му на неговите многу зборови, во долгиот разговор ќе те искушува и Божем шегувајќи ќе те испитува. Немилосрден кон себе си е оној што не се воздржува од своите зборови. Тој нема да се запази ни од навреди, ниту од вериги. Пази се и биди внимателен, бидејќи со својата гибел чекориш. Го чуеш ли тоа во сонот свој, не заспивај. Љуби го Господа додека си жив и викај кон него за да се спасиш. Секое создание родот свој го сака, а човекот ближниот свој. Секоја плод со родот свој се соединува и човекот се прилепува кон сличните на себе. Има ли дружба меѓу јагне и волк? Затоа и побожниот не другарува со грешник. Можен ли е мир меѓу хиена и куче? Има ли мир меѓу богат и сиромав? Девите магариња во пустината за лавовите се плени, а сиромасите се богатите. На горделивиот, понизноста му е одвратна и сиромавиот на богатиот му е одвратен. Кога богат се сопнува, пријатели го придржуваат, а кога сиромавиот паѓа и пријателите го оставаат. Кога богат во заблуда падне, многу помошници има. Ако и глупост рече, не го прекоруваат. А падне ли сиромав, се подбиваат со него. Каже ли нешто разумно, не го ни слушаат. Кога богат говори, сите молкнуваат, зборовите негови до небо ги фалат. А кога сиромав говори, сите се прашуваат, а кој е овој? Ако се сопне, сосем го турнуваат. Добро е она богатство во кој греф нема. Сиромаштијата е лоша во устата на безбожниот. Срцето на човекот му го менува лицето или на добро, или на лошо. Веселото лице е знак на честито срце. Измислување мудри изреки бара труд. Елиезер,